На неколку ученици од основното училиште Браќа Миладиновци денеска им беа доделени дипломи и пофалници за освоени награди и учество на регионални, државни, но и меѓународни надпревари по француски јазик. Годинава станува збор за наградени ученици од 6, 8 и 9 оделенија, кои што покажале одлични резултати на надпреварувањата под менторство на професорката по француски јазик Зорица Пиргановска, која посочува дека наградите говорат за тоа колку учениците сакаат да го изучуваат францускиот и покрај онлайн наставата заради пандемијата. Во 6-то оделение освоивме најмногу награди. Прва награда освои Ана Талевска, трета награда Теодора Алексовска и пофалница освои Тамара Крстевска. Тука беше правење на презентација со интересна тема моето секојдневие со COVID-19. Во 8 оделение, во 7 немаме представник, ученик. Во 8 оделение беше пишување на состав, исто на интересна тема. И така да тука освоивме второ место, што е на регионален надпревар, пофалница на државен, за сите така, мислам, се освоени. Значи, освоија високи места учениците. И за 9-то оделение има, тука не кажав, Тамара Јосевска освои второ место, а за 9-то Ана Бојковска, која учествуваше на олимпијади. Тоа е целокупно знаење од материјал од граматика, конверзација, и таа освои пофалници и на двата надпревари, на регионалниот и на државниот. Исто така имаме една награда која е посебно важна, мислам, и за училиштето, и за мене, и за оној што ја доби, тоа е Исидора Божиновска, која доби на меѓународен надпревар 5-то место, која доби бронзен медал и доби диплома. И тука, значи, во околу имаше учесници од држави од целиот свет. Ја добив прво место. Францускиот јазик го сакам затоа што е интересен, лесен за учење и забавен. Добив втора награда на регионален надпревар по француски. Од каде желбата за изучување на францускиот јазик? Што ве потикнува да го изучувате францускиот? Јас многу ја сакам Франција, исто така и начинот на зборување и францускиот јазик. И едноставно ми се допаѓа јазикот и сакам да го учам. Освоив трета награда. Зошто ти е интересен францускиот јазик? Францускиот јазик многу ми е интересен, бидејќи многу ми звучи музикален и убав. И јас од мала го сакав францускиот јазик и посакував да го научам и сега го учам. Дали сте имале досега прилика да ја посетите Франција? Да, јас во 2019 ја посетив Франција. Јас имам таму тетка и баба. Ние ја посетивме Ефеловата кула, го посетивме музеот Лувер, там ми оставив печаток од сликата Мона Лиза и го посетивме музеот Дом на инвалиди, таму беше гроб на Наполеон Бонапарта. Имам освоено 5-та награда на меѓународен надпревар по француски јазик. Бев учествувано во категорија каде што пишувавме поезија. Доста ми се допаѓа францускиот јазик, исто така е и еден од најзастапените и некако и најчесто користен на основа на целиот свет во сите држави. И така сакам да го изучувам. Освен на многобројните награди, професорката Пиргановска е горда и на проектот за интеркултурна размена на ученици и соработка со училиште во францускиот град Бернавил. На нејзина иницијатива, а со поддршка на колешката Емилија Николовска, проектот е во траење од 7 години. Долгогодишна моја желба беше да донесам еден многу важен проект кој го посакував. Значи, нашите ученици да излезат од училишните клупи и навистина да успеат, значи, да видат она што го учиме овде во училиште, да го видат на лице место. Тоа и го направи со помош на проектот со едно училиште во Франција, Боало, од градот Бернавил, и
Така секоја година, една година одиме ние, другата година доаѓаат тие, се престојува во семејство и навистина е прекрасно, тие се запознаваат со животот, со традицијата, со културата, со кујната, со тоа што учат тие деца, како учат. Бевме во Франција, имавме можност да престојуваме во семејството цела недела, да се запознаеме со нивната култура, да научиме повеќе за јазикот, бидејќи бевме во директен допир, постојано зборуваа на француски и така имавме можност и ние малку повеќе да го позборуваме. Исто така имавме можност да одиме во Париз, да посетиме Ефеловата кула, бевме во музеот Лувр, така се запознавме со нивната култура. Имавме вечера кога разменувавме јадење, така спознавме и за нивната кујна, нели? А претходната година и тие дојдоа кај нас и тие има можност тогаш да ги шетавме во Скопје, во Охрид, да запознаат нешто за нашата култура, за нашата држава, да видат како живееме тука. Проектот кој што благодарение на Пиргановска и основното училиште Браќа Миладиновци започнал да се имплементира во 2015 година на ниво на основните училишта е единствен што постои од ваков вид.